одиме со 3x3 баскет од Бутел преку Влаје до Њујорк. Една убава релација која што завршува со условно кажано екзотична дестинација, екзотична за баскетот. Хаслерите се познати по њујоршките улици, тоа е една од локациите на кои што беше измислувана оваа улична игра, која што полека стигна и до Олимписките игри. Ова утро имаме двајца гости кои што се во студиото. Ќе ви ги представиме, тоа се представниците на 3x3 Бутел беше екипата, така се вика, 3x3 Бутел, да. Тино, почнуваме со тебе. Какво е чувството да се стигне на местото на кое што сите посакуваат, сите кои што се занимаваат со 3x3 баскетот посакуваат барем еднаш во животот да се најдат? Благодарам пред се на поканата вашата емисија. Мислам дека се уште не сме свесни ние каде одиме и колку е голем настанот што ќе се одвива. Мислам дека нема човек и спортист, баскетач што не би посакал да биде дел од ваков настан. Тежок ли беше патот до Њујорк со оглед на тоа што заедно со Максим, кој што е тука со нас, бевте дел од екипата која што се избори за пласман на ова така наречено финале? Искрено имаме одлични екипи. Никогаш не е лесен патот на ниеден турнир. Секогаш треба баш добро да се одигра, да се направи добра тактика пред се и да се даде максимумот, а за лесно мислам дека никогаш не е лесно. Да, имаме и фотографии и видеоматеријал од турнирот кој што се одржа во Влаје, може да ги видиме во текот на разговорот. Тоа беше Константин Мартиновски, а Максим Митевски ќе ни каже како дојде до формирање прво на екипата. Се случи тоа според познанства, дали се сите од Бутел и така натаму и така натаму, која е личната карта на тимот? Сите добро се познаваме од претходно што сме играле во клубови, од приватен живот. Со Тино имаме играно заедно во работнички, со Лука и Бажи Димитриев имаме играно во младински репрезентации, така да пред да се вклопиме сите заедно, добро се познававме и мислам дека тоа беше рецептот за добар успех. Го прашавме и Тино, и тебе ќе те прашаме за степенот на леснотија или тежина со која што се соочивте за време на турнирот. Еве гледаме сегменти, една фотографија, 1000 зборови велат. Преполно беше на теренчето. Велиме теренчето затоа што е, нели, тоа е едно мало популарно место во Влаје, крај кејот на реката Вардар. Преполно беше, љубителите на оваа дисциплина, на овој спорт го сакаат, ја сакаат 3x3 возбудата, па како вие го доживеавте турнирот? Да, дефинитивно Влаје е една од, се знае, најубавите и најпознатите локации за играње баскет, со тоа што и го избра тоа место да се одржи овој настан и со самото тоа што теренот и организацијата беше одлична. Мислам дека се беше одлично вклопено. Самата публика покажа дека 3x3 баскетот е се повеќе познат во светот, популарен и ете на некој начин овој турнир имаше највеќе прволигаши кои што учествуваа на овој турнир и затоа и конкуренцијата и мотивот за да се освои беше на најголемо ниво. Прволигаши мислиме на играчи кои што настапуваат во нашата прва кошаркарска лига, да? Ви пречели тоа, пречели во професионалниот живот и професионалната определба паркетот во однос на кошарката? Па највеќе преку лето се одржуваат овие турнири, така да мислам дека е одличен начин за одржување на формата и креање на самодовер. Да, Тино го крие прстот, да. Меѓутоа е бандажиран. Ќе стигнеш ли да се опоравиш навреме за Њујорк? Се надевам ќе стигнем. Или ќе стиснеш заби ако треба инекции ќе примиш меѓутоа? За тоа ќе стиснеме заби, ќе стиснеме, ама да се надеваме да биде подобро. Добро, сега велиш, рече на почетокот, не знаеме што сме постигнале, а дали знаете каде одите, односно рече не знаеме каде одиме, меѓутоа дали знаете што ве очекува таму? Генерално ги знаеме вака се кои се учесниците што ќе бидат таму. Не сме играле против нив, они не играле против нас. Тоа ќе биде можда и некоја предност, можда некоја слабост, но идеме да го дадеме максимумот. Пред се да представиме и Македонија во едно добро светло и Бутел, екипата. Да, се разбира од таму од каде што потекнувате. Одиме од најмалата клетка па до најголемата, нели, од населбата па градот па државата, се разбира. Спомена тактика.
како се креира тактика за еден турнир? 3x3. За кај нас се знаеме скоро сите играчи кои играме, екипите ги знаеме, екипите се доста познати. Мада оваа година, како што кажа Максим, доста екипи, доста прволигаши што играат кошарка професионално се пријавија на баскет турнирите, што значи дека баскетот стварно станува доста популарен кај нас од година во година. За околу тактиката, секој си ја знае својата улога. Секој си знае која му е задачата, што како треба да направи, мала комуникација меѓу нас пред и после секоја утакмица и така. Максим, се познавате ли со поглед, односно препознавате ли кој што треба да направи со само еден поглед во очи? Дефинитивно да, тоа ни беше една од јаките страни, може да кажам. Мислам, ние да, сега го дискутираме пред секој надпревар за тактика, за каде ги напаѓаме, како ги браниме, но ние, како викаме, пола од тие работи да ги направиме и само желба да имаме, можеме да победиме. Има ли притисок од тоа кога има публика во поголем број? Еве сега добро се снаоѓате пред 2 милиона аудиториум, со оглед на тоа што се уште како беше Тино, да не се задыткаме случајно, да не кикснеме, да, еве нема се уште, има време, има уште неколку минути да се расположиме, нели? Има ли притисок, Максим, кога има публика? Па кога има публика има само мотив плюс. Притисок нормален е во спорт, мислам, но мислам дека тоа ствара само една убава атмосфера за да се одржи убав настан. Мислам дека не влијае негативно, така да ни одговара. Да, додека сме кај тебе да го поздравиме и Љупче Малинков, твојот тренер во КК Гостивар, кој што ти даде пасово утро да отсуствуваш од теретана. Меѓутоа вети дека наместо од 10 до 11 ќе одиш од 11 до 12, така не смееш да губиш тренинзи, нели? Добро. Не смее да трпи прволигашката кошарка македонска. Добро, Тино, неблагодарно е да се прогнозира, неблагодарно е да се прават математики, меѓутоа многу е реално и човечки да се очекува и да се посакува. Што посакува Бутел од настапот во Њујорк? Во име на екипата можам да кажам дека сите ќе го дадеме максимумот, ќе дадеме се од себе да направиме, ете да кажеме некое чудо, да видат дека и во Македонија има добри баскеташи, дека имаме и идни генерации што можат да дадат уште повеќе од ова ние, например, што сме го направиле. За нас не е само пласманот, туку и успех, ете, во Њујорк. Максим, што ќе им порачаме на помладите, оние кои што сакаат да се запознаат со тајните на оваа игра, ако нема тајни, особено Скопје, Подраче, кое што можеби не сега, меѓутоа во минатото кошевите улични беа преполни, малку се разликуваат правилата на ФИБА, она што го практикувате вие што го играте, од она што реално се игра во Скопје, меѓутоа полека се адаптира играта на правилата кои што се на турнирите, нели? Па што ќе им порачаш на помладите, иако и ти си релативно млад, нели? Па да, мислам, добро, првично во наше време многу поише сме растени на улица отколку сега децата, така да би ги поттикнал повеќе да спортуваат, да го развиваат спортскиот дух. Се разбира да го развиваат и 3-на-3 баскетот во Македонија, затоа што, како што кажа Тино, има потенцијал, има деца. Мислам, не дека ние сме ветерани некој, но сепак мислам дека имаме и добра платформа на некој начин за развивање на овој спорт и може да се носиме со секого. Така да само би препорачал тренинг, бидејќи секогаш тренингот го победува талентот, така да. Да, во минатото се велеше дека талентот е можеби поголемиот процент, меѓутоа сега работата со современата наука и развојот на спортот се вели дека работата го прави спортистот она што е. Добро, не сте ветерани, но сте многу искусни во овој спорт за ваши години, ќе кажеме. Константин Мартиновски и Максим Митевски, гости во Македонија Аутро, и благодариме. Немаме време да споделиме со публиката се што сакаме за овој спорт, затоа оставаме простор во некое следно гостување да дојдете прво со впечатоците од Њујорк, па потоа да видиме што друго се подготвува за наредната сезона. Благодариме уште еднаш.